Добре дојдовте во училницата по предметот географија. Јас сум наставникот Мимоза Крстевска од основното училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Денеска и целта на денешниот час е да научиме како се нарекува уште северниот пол, дали е тоа континентална маса, природно-географските карактеристики на Арктикот и демографските карактеристики на истиот. Она што треба да го знаеме е географската положба. Северната поларна област се нарекува Арктик. Северниот леден океан го опфаќа, островите што се наоѓаат во него и крајните приморски делови на Евроазија, Северна Америка и островот Гренланд. 25 милиони километри квадратни е површината што ја зафаќа, или вкупно 3/5 се водена површина. Климатските одлики се такви да можеме слободно да кажеме дека има сурова клима. Сурова клима или поларна клима, каде зимите траат долго. Температурата им е минус 40 степени Целзиусови. Тоа е значи многу ладно. А летно време, ако може воопшто да се нарече лето, имаме од 0 до 10 степени Целзиусови. Тоа е еден сосема краток период. Температурата на водата е минус 1 степен Целзиусов. Овде имаме две видеа на кои е представено на првото видео растопувањето на мразот и што би се случило во колку глобалното затоплување продолжи и во колку водата од Арктикот, оној ледот од Арктикот, почне да се топи. На второто видео ќе видиме дека она што се топи од водата на Арктикот доаѓа во светското море и нормално е дека, еве погледнете, делови од Африка во овој момент остануваат под вода. Понатаму имате делови од азиското копно остануваат под вода. И ова се случува значи на целиот свет, на целата земјина површина. Каде можете овие видеа да ги најдете, секако дека на крајот од нашата лекција ќе ги имате линковите. На нив лесно после можете да се вклучите и да ги разгледате многу подобро. Од растителниот и животинскиот свет имаме тундра, мов, лиша и ретки треви и неразвиени врби. Од животинските видови прво ќе ја кажеме поларната мечка. Поларната мечка ја има на Арктикот, но не и на Антарктикот. Понатаму имаме поларен зајак, поларен був, па ги имаме ирвасите, па имаме поларна лисица, фоки, моржови. Она пошто е карактеристичен Арктикот, е дека сепак е населен. Од населението ги имаме инуитите и ескимите. Иако велиме населен, спаѓа во редот на слабо населени предели и ваквиот ескимите што се наоѓаат овде се занимаваат со риболов и на првата слика можеме да видиме како изгледа начинот на кој се ловат рибите. На втората слика се нивните живеалишта. Игало е местото каде што живеалиштето каде што тие живеат. И на третата фотографија можеме да забележиме дека се занимаваат со одгледување на ирваси. Риболовот и одгледувањето на ирваси се стопанските гранки кои се застапени на Арктикот. Самиот Арктик или овој дел од земјата е откриен од експедицијата на Роберт Пири во 1909 година и Арктикот е богат со рудни богатства. Најмногу има јаглен, газ и нафта, има и железо и обоени метали. Некогаш населението овде споменавме, нели се занимава со одгледување на лов, одгледување на ирваси и лов и риболов, а денеска се позастапени се рударството и развојот на туризмот. Да се види како овде се живее. Бидејќи сме луѓе кои навистина знаат да направат хаотичен распоред на она во што живееме, па најчесто во водите на Арктикот е застапен пластичниот отпад, морето го претворивме во депонија, а најзагадено подрачје ни е Свалбард. Можеме да забележиме од сликите, дури и поларните мечки, но многу често во нивниот дигестивен тракт имаат остатоци од пластика, токму она која ние неконтролирано ја фрламе. Интересни факти и линкови.
Овде се наоѓаат линковите кои навистина се интересни да ги погледнете, а од интересните факти можеме да издвоиме дека на Арктикот има сев за складирање на растителни семиња. Следејќи ја земјината ротација, има барем еден ден во годината кога на Арктикот е потполна темница и исто така има еден дел од годината кога има потполна светлина. За домашна задача имате да ја разгледате картата на Северниот пол и запишете ги имињата на островите, полуостровите и морињата кои се наоѓаат во овој простор. Ве поздравуваме до следното видување.